Вести на Канал 8, добро вечер. Општина Кочани останува најуспешна во источниот регион според бројот на продадени градежни парцели за индивидуално и колективно домување и за стопански објекти. Од продажбата минатата година во општинскиот буџет се слеале над 11 милиони денари. Минатата година Кочанската локална самоуправа продала вкупно 93 градежни парцели што се наоѓале на државно земјиште, а биле за изградба на објекти со различна намена. Тоа е за 25% помалку од 2012-та, иако скоро ист е бројот на објавени огласи за продажба. И покрај ваквото намалување, општината и понатаму е најуспешна во источниот регион по бројот на оттугени градежни парцели и наплатени финансиски средства. Од вкупно понудените, продадени се близу 75%, односно во просек по околу 9 градежни парцели по објава. Најголем интерес граѓаните покажале за изградба на индивидуални стамбени објекти, но и за викенд куќи на Пониква. За викенд куќите на Пониква постои голем интерес и понатаму, не само кај граѓаните на општина Кочани, него кај граѓаните на територијата на цела Република Македонија, посебно кај граѓаните на град на Скопје, Куманово, Штип и од сите овие општини се јавуваат и тражат градежна парцела повеќе. Помалиот број оттугени парцели се оправдува со паузирањето во продажбата поради локалните избори минатата пролет. Тоа имало негативно влијание и врз полнењето на буџетот, односно остварените приходи по овој основ изнесуваат нешто повеќе од 11 милиони денари. Овој износ е за околу 60% помал од планираниот. Од општината велат дека слична ситуација може да се очекува и годинава. Бидејќи се приближуваат председателските избори, во законодавството не дозволува во време на избори да се продава градежно земјиште собственост на Република Македонија. После тоа ќе продолжиме пак со истото темпо како и досега. Последната успешна продажба, што на крајот од минатата година ја реализираше општина Кочани, е за парцелата од над 6 хектари во местноста Виничка Вада. Нејзината намена беше за изградба на стопански објект, а ја купи холандската компанија Антура. Само од продажбата на оваа парцела во буџетот на локалната самоуправа влегоа околу 4 милиони денари. Заменик министерот за земјоделство Зоран Коњановски беше во работна посета на општина Зрновци. Се сретна со градоначалникот Станков, кој го информираше за инфраструктурните проекти што се реализираат во 2 населени места во општината, а со финансиска поддршка од државата. Заменик министерот за земјоделство Зоран Коњановски дојде во Зрновци за да види како тече изградбата на новиот плоштад, за кој пари обезбеди ресорното министерство преку Агенцијата за поддршка во земјоделството и руралниот развој. Проектите што општината ги поднела за реализација на овој објект, како и за довршување на канализацијата во Видовиште, биле позитивно оценети, заради што се одобрени пари од државниот буџет. Градоначалникот Станков информираше дека изведувачот на градежните работи ги запазува договорените рокови, а новиот плоштад во центарот на Зрновци веќе ги добива своите контури. Овој плоштад ќе се простира на површина од 1650 метри квадрати. А примерната улога на овој плоштад ќе биде за собирање или релаксација на граѓаните на општина Зрновци, меѓутоа исто така ќе има и секундарна функција, бидејќи овде ќе можат да се обавуваат сите културно-уметнички, верски, политички и разни други манифестации. Заменик министерот Коњановски рече дека е задоволен од тоа како се реализираат проектите во општина Зрновци, со очекување тие да завршат во првата половина на оваа година. Коњановски рече дека освен во Зрновци, уште и во 73 други општини, преку програмата за поддршка во земјоделството, државата вложува вкупно 1 милијарда и 45 милиони денари. Парите се наменети за вкупно 124 проекти,
кои ќе помогнат во решавањето на различни инфраструктурни и комунални проблеми. Во рекреативниот центар Пониква се одржа последната сесија од програмата Форум во заедницата, што партнерски ја организира општините Кочани и Пробиштип. На средбата беше представен проектот за изградба на сообраќајница, што го одбра учесниците на одржаните сесии. Последната сесија од програмата Форум во заедницата во општините Пробиштип и Кочани беше посветена на презентацијата на реализираниот проект за доизградба на главната сообраќајница и шеталиште низ спортско-рекреативниот центар Пониква. Со овој проект се асфалтираше сообраќајница долга 730, а широка 5,5 метри. Таа води од паркингот пред одморалиштето на Министерството за внатрешни работи до манастирот Свети Василий Велики. Покрај коловозот поставен е и бехатон за пешачка зона, а изграден е и одвод за атмосферската вода. Работите ги изведуваше градежната фирма Стоименов од Кочани. За овој проект беа наменети 6 милиони и 306 илјади денари, од кои половината се од Швајцарската агенција за соработка и развој, а другата половина од општините Кочани и Пробиштип. Проектот беше избран преку 5 форумски сесии, одржани со граѓаните од двете општини. Со неговата реализација се подобрува патната инфраструктура на спортско-рекреативниот центар Пониква, каде минатата година се вложија средства и за изградба на сноуборд парк, акумулација и опрема за создавање вештачки снег и осветлување на двете ски патеки. Присутните на последната сесија од проектот Форум во заедницата имаа можност да ги видат резултатите од работите на Пониква. Прв состанок во второто полугодие на градоначалникот со раководните лица во образованието. Се разговараше за тековни прашања од работењето на образовните институции. Во првата седмица од почетокот на второто полугодие од учебната година, градоначалникот Димитровски одржа состанок со раководителите на образовните институции од општината. Стана збор за тековни прашања од работењето на училиштата, детската градинка, инспекторатот и советниците за образование. Значи го разгледавме почетокот на учебната година. Посебно интересно разгледавме состојбата со грипот, заболените од грип во училиштето и во детската градинка, и по тоа прашање можам да кажам дека во општина Кочани, гледано од аспект на училиштето и детската градинка, задоволува дека немаме некои поголеми случувања, дека немаме некои многу заболени, и би сакали понатаму и да продолжи без обзир на лошите временски услови кои што ги имаме за овој период од годината. На состанокот стана збори за други теми во доменот на наставните активности. За користењето на училишните спортски сали, за подготовките за екскурзии и сето она што е, како што реков, во надлежност на општината и на институциите формирани од неа. Точките на дневниот ред на состанокот беа исцрпени за околу половина час, а препораките и сугестиите од присутните беа едногласно усвоени. Се намалува разликата меѓу испумпаната и испорачаната вода за пиење од градската водоводна мрежа. Од водовод очекуваат таквиот тренд да продолжи со истовремено зголемување на процентот на наплата. Изминатата година за комуналното предпријатие Водовод ќе биде една од поуспешните во досегашното работење. Таквите оценки, според директорот Љупчо Папазов, се добиваат од неколку параметри кои обично се сметаат за клучни во анализите за постигнатите резултати. Тој се пофали дека она што посебно радува е што се намалува разликата во количините меѓу испумпаната вода од бунарскиот систем и испорачаната до крајните корисници. Според него, во најголем дел, ова се должи на замената на главниот потисен цевковод, што се реализираше во изминатиот период. Значи се работи за замена на цевковод кој е стар скоро 40 години и на кого имаме реално технички загуби кои се движат во измината година заради почистите интервенции некаде околу 60%, во 2011 година се движеа на околу 55%, очекуваме во 2014 година да имаме позитивна тенденција, односно намалување на разликата меѓу испумпаната и фактурираната количина. Намалувањето на загубите во испорачаната вода, според Папазов, имало директно влијание и врз остварувањето позитивни финансиски резултати. Освен тоа, се подобрувала и наплатата на фактурите за дадените услуги,
со што Водовод е во редот на поуспешните комунални претпријатија во државата. Веројатно ќе биде интересен за ваши информации процентот на наплака како основен извор за финансирање на работењето на комуналните претпријатија. Исто и таму имаме позитивен тренд од некаде 71% во 2009 година, 73, 75 и 78 за изминатите години. Очекуваме тековната година 2013 да ја завршиме со процент на наплата околу 79%. Успешноста на работењето на Водовод, според директорот Папазов, овозможила да се добие поддршка од локалната самоуправа за реализација на нови проекти во текот на оваа година. Така, 15 милиони денари се добиени за реализација на канализациона мрежа и 3 милиони денари за изградба на водоснабдителни системи. Најголем дел од овие зафати ќе бидат во ново изградените населби и на локации каде досега не биле заокружени ваквите инфраструктурни објекти. Министерството за култура во 2014 година ќе подржи 12 проекти во Виница. Станува збор за најважните манифестации и културни активности во оваа општина. Во годинешната програма за остварување на националниот интерес во културата во 2014 година на Министерството за култура, Музеот на град Виница е застапен со следниве проекти: музејска ноќ, конзервација на предмети од керамика од локалитетот Коколофрит, конзервација на предмети од метал од истиот локалитет и археолошки истражувања. Следната недела, Музеот Теракота ќе реализира петата музејска ноќ, а е еден од ретките музеи кои овој настан достојно го одбележува. Покрај овие 4 проекти, музеот ќе реализира и неколку изложби со поддршка на општина Виница, а што се однесува до археолошкиот локалитет Виничко Кале, годинава истражувања нема да има. Меѓутоа, според директорката Магдалена Манаскова, ќе се врши конзервација на беденско платно, со што ќе дојде до израз грандиозноста на локалитетот со 11 кули. Проектите што ги поддржува Министерството за култура се заокружуваат на околу 400.000 денари. Домот на културата Тошо Арсов во годишната програма влезе со 6 проекти со кои се поддржува работата на октетот Серенада, на мандолинскиот камерен квинтет, фестивалот за хумор и сатира Инвиница Веритас, аматерската представа Лажецот, како и со изложба на познатиот уметник од Кавадарци Владимир Темков. Министерството за култура поддржа и 2 проекта на фолклорниот ансамбл Китка, меѓународниот фолклорен фестивал Истиванско здравоживо, како и учеството на фестивал во Чешка. 30 ученици во подрачното училиште Славчо Стојменски во село Лески второто полугодие го продолжија во подновени училници. Директорот Јордан Стојанов зимскиот распус и поволното време ги искористи за нови инвестиции во училиштето. Извршена е замена на вратите, подот, како и на светилките во училиштето, кои се нови и штедливи. Вредноста на оваа инвестиција е околу 5.000 евра, средства кои се донација од Алијанса 1 од Кавадарци и собствени средства на училиштето. Евана Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Кочанско. Без струја в петок 24 јануари ќе останат корисниците од викенд населбата на Пониква, а прекинот ќе биде во периодот од 8 до 10 часот. Прекин на струјата ќе има и за корисниците од село Спанчево во периодот од 10 до 13 часот и 30 минути. Како што информираат од Евана, тоа е заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие реони. И за крај информацијата од спортот. Привршуваат подготовките за манифестацијата Спортист на Кочани за 2013-тата. Техничките детали се прецизирани, останува уште да се изврши изборот и соопшти конечната одлука. Познат е датумот на прогласување на Спортистот на Кочани за 2014-та. Манифестацијата Спортист на годината ќе се одржи на 30 јануари во хотелот Национал со почеток во 19 часот и 30 минути. Ке бидат поканети сите спортски клубови и издруженија, односно 2 до 6 нивни представници.
Најуспешниот спортист на Кочани ќе се избира во понеделник 27 јануари на Пладне, на состанок во локалната самоуправа. Таму ќе биде формирана комисијата за избор, а нејзини членови се представници на спортскиот актив и новинарите. Најдобар спортист, најдобар млад надежен спортист, најдобра екипа и најдобар спортски работник се годинешните категории на традиционалната манифестација најуспешен спортист на Кочани. Се пријавиле неколку десетина кандидати во сите категории кои доставиле список на освоени награди и признанија, како и кратко образложение за кандидатурата. Манифестацијата најуспешен спортист на Кочани минатата година се одржа во ресторанот Софра, а за спортист на годината беше избран каратистот Мартин Стоименов. Рекордер по освоени награди е 10-кратниот државен шампион во велосипедизам Јоже Јованов. Вестите на Канал 8 завршија. Пријатно!